31 недела, јули и август. Сега сме тука, помеѓу долгоденицата и есенската рамноденица, до која ќе стигнеме за 8 недели. Загаденоста и осветлувањето на градот ни сметаат за да го видиме ноќното небо. Дури и кога времето е убаво, ги гледаме само најсветлите планети – Венера, Јупитер, понекогаш Марс и најсјајната звезда Сириус, која најдобро се гледа во зимските ноќи. Го гледаме уште и созвездието Орион и звездите во зенитот, големата мечка и северницата најдалеку од хоризонтот. Кога ќе излезете од градот, најдете место каде што нема светилки. Од 23 часот можете да ја видите нашата галаксија, Млечниот пат, бисерна магла која ја сочинуваат мноштво далечни звезди. Нашата галаксија е огромен диск од 200 милиарди звезди. Сите звезди се видливи, вклучувајќи го и нашето Сонце, но гледаме само дел од галаксијата затоа што и самите сме во неа. Нашата галаксија има пречник од 100.000 светлосни години, што значи дека на светлината и треба 100.000 години за да ја премине. Галактичкиот диск над нас не носи со брзина од 1.000.000 километри на час. Замислете си само, поминува 1.000.000 километри секој час. Тоа е за 10 пати побрзо од земјината орбитална брзина. Да ја споредиме галаксијата со сончевиот систем. Од своето настанување, Земјата и Сонцето ја обиколиле галаксијата 20 пати. Се кажува дека се стари 20 галактички години, а тоа се смета дека се млади. Нашата галаксија има спирална форма, затоа што звездите на надворешната страна на дискот заостануваат. Освен Млечниот пат, во Вселената има со милиарди галаксии. Галаксиите се оддалечуваат. Сите тие тргнале од иста појдовна точка. Големата експлозија, наречена Биг Бенг, се предпоставува дека тоа ја создало Вселената пред околу 12 до 15 милиарди години. Во дел од секундата, со Биг Бенг се ослободило огромна енергија која и денес ја придвижува Вселената. Не вреди да се прашувате што било пред тоа. Не било ништо, затоа што со Биг Бенг почнало времето. Ништо не било пред Биг Бенг. Биг Бенг го создал и просторот. Значи ништо не било пред тоа и надвор од тоа. Од Биг Бенг галаксиите се оддалечуваат затоа што универзумот се шири како балон. Сите точки на тој балон се оддалечуваат од сите останати. Галаксиите се оддалечуваат вака. Колку се подалеку, побрзо се движат. Тоа е неверојатна слика. Од нашата точка на гледање изгледа како галаксиите да се оддалечуваат. Гледаме дека Вселената се шири како ние да сме во центарот. Вака Вселената изгледа од точката на гледање на Биг Бенг. Гледаме дека Вселената се шири како ние да сме во средината. Иако тоа не го гледаме, ние сме дел од тој галактички лет. Фатени сме во ротацијата на Млечниот пат, заедно со Сонцето околу кое се врти Земјата, на која и ние се вртиме. Дали сме ние само зрнце прашина, изгубена некаде во пространството на Вселената? Не мора да значи, кога ја посматрате Вселената, вие станувате централна точка дури и ако таа не е статична.
Целиот сончев систем се движи внатре во галаксијата. Со милениуми Сонцето во друштво на своите 9 планети патува во правецот на Вега, над созвездието Шкорпија. После година дена Земјата не се враќа на местото каде што била, туку го следи патувањето на Сонцето низ галаксијата. Земјината орбита, нејзиното годишно кружење околу Сонцето, се протега низ Вселената во форма на спирала. Како и целата Вселена, земјиното движење има уште една димензија – време. За година дена Земјата опишува круг околу Сонцето. Земјата и Сонцето во текот на годината се движат напред низ времето. Кружницата се истегнува во спирала. Сликата на времето се поклопува со земјиното движење во просторот. Како и на секоја слика, и на оваа слика на времето и треба простор, како што е токму сега просторот на вашиот екран.